Зошто жените од немнозинските етнички заедници се или не се активни на пазарот на трудот и која е перспективата на институциите? За ова денес беше разговарано на работниот состанок на женската граѓанска иницијатива Антико, заедно со представниците на институциите, Центарот за вработување на Тетово, Центарот за социјална грижа со координаторката за еднакви можности на општина Тетово и представници на невладините организации. Проектот пред се предвидува неговата цел е пред се инклузивен пазар на труд за сите граѓани во Македонија со посебен фокус на жените од немнозинските етнички заедници преку директно јакнење на нивните капацитети. За таа цел ќе имаме спроведување на обуки во два циклуса. Првиот циклус ќе бидат општи обуки за жените од видот пишување на CV, меки вештини, кариерно советување како да се однесуваме при интервју и слично, меѓутоа во втората фаза ќе имаме и поконкретизирани обуки и тренинзи кои што ќе вродат конкретни занаети, да речеме, од видот шивачки, козметичарки, јазици, компјутерски вештини и слично. Проектот предвидува за најуспешните жени професионална платена пракса од 3 месеци. И дополнително, како една многу важна услуга е тоа што нуди згрижување на децата за времето додека нивните мајки се на обуките, затоа што и истражувањето што го спроведовме во овој проект, а и другите истражувања претходно што ги има спроведено Антико, докажуваат дека жената, поготово од руралната средина, поради патриархалните гледишта, првенствено има улогата на домаќинка, на мајка, на жена која што ги обавува неплатените физички работи или пак се грижи за старите изнемоштени лица. И токму за нив оваа компонента во нашиот проект, каде што ќе можеме да ги згрижиме децата, е многу големо олеснување, затоа што се свесни дека ќе можат да се фокусираат малку и на себе, затоа што некој мислел на нив и на оваа компонента. Учесниците на проектот понатаму ќе бидат дел од форум на заедницата на кој ќе се дискутира врз основа на претходно стекнатите искуства. Откако го спроведовме овој состанок во Тетово, кој што инаку паралелно во 5 општини го спроведуваме, уште во Битола, Скопје, Куманово и Штип. Целта е да заеднички понатаму на еден партиципативен начин, каде што ќе ги вклучиме и невработените жени и сите засегнати страни и чинители во конкретната област, во еден вид на форуми во заедниците, да можеме отворено да дискутираме на темите кои што еве сега ги изнесовме на заедничка маса, за да можеме ете понатаму и системски решенија да понудиме. Овој проект го финансира Европската Унија, а го реализира женската граѓанска иницијатива Антико во соработка со германска организација.